Да се определат правилото и доменот на f крупче g од x и g крупче f од x. Пода f од x е квадратен корен од x и g од x е x на квадрат минус 5x плюс 6. f крупче g од x е еднакво на f од g од x, односно f на местото од g од x ќе го заменам следното. X на квадрат минус 5x плюс 6. Значи, на местото од g од x го заменувам правилото за функцијата g, или тоа е еднакво. f од x на квадрат минус 5x плюс 6 е еднакво на квадратен корен од x на квадрат минус 5x плюс 6. Како аргумент во функцијата f имаме x на квадрат минус 5x плюс 6, а како излез од таа функција го имаме квадратен корен од тој аргумент, односно квадратен корен од x на квадрат минус 5x плюс 6. Завршивме со определување на правилото на f крупче g. Наравно ќе го определиме доменот на оваа композиција. Доменот на композицијата f крупче g ги содржи сите вредности x од доменот на внатрешната функција, во случајот доменот на g, бидејќи g тука е внатрешна функција, за кој што важи дека g од x ќе припаѓа на доменот на f, односно доменот на надворешната функција. За да продолжиме со решавање на оваа задача, потребно е да ги определиме доменот на функцијата g и доменот на функцијата f. Најпрво ќе го определиме доменот на функцијата f. Забележуваме дека имаме функција квадратен корен од x, чиј што домен е од 0 до плюс бесконечност. Така df е интервалот од 0 до плюс бесконечност, која вклучува и 0. Функцијата g од x е квадратна функција, чиј што домен е множеството на реални броеви. Продолжуваме понатака. Заменуваме за dg r, за df интервалот од 0 до плюс бесконечност. Имаме x припаѓа на dg, односно x припаѓа на множеството на реални броеви. Ова може да се прочита и како x е реален број, за кој што важи x на квадрат, g од x ни е дадена со ова правило, x на квадрат минус 5x плюс 6 ќе припаѓа на интервалот од 0 до плюс бесконечност. Значи за df го заменувам интервалот од 0 до плюс бесконечност. Продолжуваме со решавање на овај дел. Што значи x на квадрат минус 5x плюс 6 да припаѓа на интервалот од 0 до плюс бесконечност? Тоа значи x на квадрат минус 5x плюс 6 да биде поголемо или еднакво на 0. Да забележиме дека имаме квадратна реалка. Прво треба да ја решиме равенката x на квадрат минус 5x плюс 6 е еднакво на 0. Првиот чекор го знаеме, ги наоѓаме решенијата на оваа квадратна равенка, тоа се x1 2. Во именителот имаме 2 минус минус 5 ќе даде плюс 5, плюс минус имаме минус 5 на квадрат, тоа е 25, минус 4 по АЦ, тоа е 24. Овој израз е еднаков на 5 плюс минус квадратен корен од 25 минус 24 е квадратен корен од 1. Тука онма 1 ќе запишам врз 2. За x1, односно за помалото решение, имаме 5 минус 1 врз 2, или тоа е 4 врз 2, што е 2, додека за поголемото решение x2 имаме 5 плюс 1 врз 2, или 6 врз 2, што е 3. x1 е еднакво на 2, x2 е еднакво на 3 се решение на оваа квадратна рамка. Да забележиме, тука имаме квадратна функција, кај која што аргументот пред
квадратниот член е позитивен број. Па така оваа функција, односно графикот на оваа функција би изгледал нешто вака. Тука е сече х-оската во 2 и ова точка на пресек со х-оската е точката 3. Имаме f од x. Каде оваа функција е поголема или еднаква на 0? Оваа функција, односно функцијата x на квадрат минус 5x плюс 6 е поголема е еднаква на 0 за x, за вредности на x од интервалот од минус бесконечност до помалото решение, односно до 2, унија поголемото решение, односно 3 до плюс бесконечност. Продолжуваме понатак. За доменот на f крупче g имаме првиот дел останува x, x е елементот множеството на реални бројови, односно x е реален број. Видовме дека решението на овај дел тука е интервалот, односно x припаѓа на минус бескрај до 2 унија 3 до плюс бесконечност. Конечно, доменот треба да го изразиме како интервал или како унија од интервали. Што вика првиот дел од ова множество? X е реален број за кој што важи дека x припаѓа на интервалот од минус бесконечност до 2 унија 3 до плюс бесконечност. Па така, за доменот на f крупче g се добива интервалот од минус бесконечност до 2 соси вредноста 2 унија интервалот од 3 до плюс бесконечност со се вредноста 3. Второто барање во оваа задача е да го најдеме составот или да ја најдеме композицијата g крупче f од x. Односно да определиме правилото на оваа композиција, како и да го определиме доменот на оваа композиција. G крупче f од x е еднакво на g од f од x. Сега, како аргумент на функцијата x, ја ставаме функцијата f од x. Односно имаме g од квадратен корен од x. Или тоа е еднакво на квадратен корен од x. Сега наместо x како аргумент во функцијата g имаме аргумент квадратен корен од x. Па така, ќе имаме квадратен корен од x на квадрат минус 5 по квадратен корен од x плюс 6. Да повторам, наместо x аргумент сега во функцијата g ставаме квадратен корен од x. Па така добиваме квадратен корен од x на квадрат минус 5 по квадратен корен од x плюс 6. Или ова е еднакво, коренот со квадратот се кратат, односно квадратниот корен со квадратот се кратат, имаме x минус 5 по квадратен корен од x плюс 6. По определувањето на правилото за композицијата g крупче f, треба да продолжиме со определување на доменот на композицијата g крупче f. Доменот на композицијата g крупче f ги содржи сите x-ови од доменот на натрешната функција, во случајов натрешна функција е функцијата f, односно доменот на функцијата f тука имаме, такви што вредноста на натрешната функција или за кој што вредноста на натрешната функција ќе припаѓа на доменот на надворешната функција. Во случајов надворешна функција ние g, односно доменот на функцијата g. Претходно ги определивме домените на f и g, па така доменот на f е од 0 до плюс бесконечност, додека доменот на g е множеството на реални броеви. Продолжуваме.